Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди ќе имате можност вака од поблиску да се запознаете со една навистина интересна личност која доаѓа од еден од најпопуларните спортови, ракометот, спорт во кој што Македонија последниве 20 години постигнува одлични резултати и на репрезентативен и на клубски план. Веројатно предпоставувате, но да не ве држам во неизвестност, веднаш ќе кажам дека станува збор за Александар Царчев, го викам Царе, па еве добро дојде во студиово овде да ја сниме емисијата посветена на твојата кариера, на твојата спортска биографија и нормално, ти знаеш најубаво да ја опишеш и својата, а паралелно со опишувањето на собствената биографија, па ќе допреме и некои точки вака што се интересни за љубителите на спортот, посебно на ракометот. Па еве тоа е прво прашање во оваа емисија, речи си за сите гости, за почетоците, како беше тоа, во кое време, како изгледаше тогаш организацијата на спортот, дали се водеше сметка за младите таленти, не само во ракометот, туку и во другите спортови да бидат откриени, па потоа да им се обезбедат услови за почетни тренинзи, за да достигнат едно ниво, а доколку се квалитет и има желба да се посветат на тој спорт, да постигнат и нешто многу повеќе. Ти си, мислам, личност компетентна да го каже и тоа, бидејќи мина низ играчка кариера, низ тренерска кариера, мина во ракометот во Македонија, надвор од нашата држава, па така сите тие искуства кои ќе се соберат, има што да се слушне од тебе. Но најнапред сакам да чујам каков беше почетокот. Повели. Благодарам прво за учеството во емисијата. Ми представува чест да бидам ваш гостин. Поздрав до гледачите. Почетоците се многу одамна, вака кога се вратиме се многу години назад, меѓутоа спортистите некако не ги чувствуваат годините, дали поради тоа што се бавеле долги години со спорт. Се уште мислиме дека сме млади, меѓутоа сме веќе возрастни. Јас учев основно училиште во Карпош 3 во Лазо Трповски, го имавме таму професорот по физкултура, Георги Контраденко и така на еден час по физичко ни нацрта круг на зидот, земавме ракометна топка, кој ќе победи 10 пати, тој беше избран за ракомет. А голем беше кругот? Па не беше многу голем, од прилика метар на метар, така прилика. Да, меѓутоа дистанца беше доволно добра, 7-8 метра. И имавме една убава генерација, таа моја генерација имаше неколку ракометари од повеќе одделенија. Ти кругот го погодуваше? Да, 10 до 10, да, тоа беше. Види, многу е важно тоа да кажеме дека порано ние како деца растевме на улица. Игравме фудбал, игравме биваница, игравме кошарка. Така да сите спортови ги познававме, не ни беше нас тешко. И така почна таа ракометна приказна, која што траеше 4 години во основното училиште. Прво, на почетокот бев еден куризитет, не бев голман, него бев играч, бев крило, имавме 3 добри крила, имавме еден голман кој беше една генерација пред нас, тој замена немавме голман и силом прилика професорот вика ти ке браниш, јас не сакав, нормално 2 недели се расправавме, меѓутоа после тоа прифатив и така станав голман. Кога завршивме основното училиште, целата генерација бевме многу квалитетни, имавме многу освоени училишни спортови на градско ниво и на републичко ниво тогаш во Македонија, која беше дел од СФРЈ. Се преселивме во младинскиот поглед на Вартер.
Тоа се тренираше надвор на отвореното игралиште. Која година 76-та се година. случува? Да. 76-та година. Цела екипа се преселивме и таму почнаме да тренираме на отворено игралиште. Меѓу првите тренери беа Мане, сега скоро починатиот наш тренер Славе Тански Чаве, исто скоро починатиот Левтер Бошковски, кој што ни ги покажа првите раковитни чекори. И така да, како екипа на Вардар во бившата Југославија учествуваме многу турнири кои се организира како за време на АВНОј, нели, она цела Југославија, по сите републики, и плюс тоа како член на репрезентацијата Младинска Македонија, исто учествуваме на тие турнири, каде што се запознаваме со другите републики, Имаше турнири, братство, единство, Точно па така. куп на републиките и покрајините. Така. На тие турнири многу убава дружба имавме, таму се запознававме со врвни играчи кои што играа после тоа Башич, кои се тука не е генерација со нас, Веселин Бујовиќ и така натаму. И тоа ни даваше некој еден импулс кој што кажи го засакавме ракометот и тоа е тоа, да. После тоа веќе, кажи го, моите почетоци, 2 години веќе тренирав со младинската екипа, како четврти голман, понекогаш и трети, ако имаше некој повреден. Имавме врвни голмани во Вардар, кој што 76 до 78. Ајде да ги споменеме. Да, 78 учествуваше во првата Југословенска лига, Ванчо Јовановски, кој што беше мој ментор и кој што најаќе сум научил него. Беше и стандарден југословенски репрезентативец. Точно така, квалитетен голман. Беше тука Стево Куриновски, Бог да го прости, кој што работеше во Федерацијата долги години, и Луан Чаволи, Лули, исто беше квалитетен голман. Меѓутоа веќе 77-78 веќе јас бев тука на портите на првиот тим, како младо момче со 16-17 години. Учествуваме на некои турнири, тука имаме една вазна, таа ми е многу драга и имаме една спомен од турнирот во Струја, кај што Вардар стално учествуваше. Тие се моите први почетоци и ми се многу важни. 78 година на турнирот во Струја најдобар голман, значи со 17 години. 79-та во Романија најдобар голман, каде што учествуваше Металопластика, каде што имаше квалитетни екипи и од други држави и од Романија. И така некако полека си го отворав патот за едни спортски успеси кои што следеа наредните години. Во Вардар беше стандарден голман после тоа, со своите квалитети се истакнуваше. Сега интересно е да ни кажеш кои беа оние надпревари што посебно од тој период ти останаа во сеќавање, зашто во Македонија навистина имаше добри екипи и секој од нив дури можеше да се надпреварува и во првата Југословенска лига, меѓутоа од најразлични причини, кој ќе дојдеше на финале, не успеваше, не се пласираше во прва лига, еве како што успеа Вардар да се пласира во таа 77-78 година. Па некој надпревар да одделиш од тој период, што ти останал во сеќавање, во кој што си имал изворедни одбрани или пак лоши си бил според себе, другите нема да ти го кажат тоа, меѓутоа ти си го чувствувал. Точно така. Виновник за пораз. Да, Вардар, од кога се вратив од војската 81 година, ние бевме прва генерација која отиде после гимназиски клуби во Југословенската народна армија. Вардар се такмичеше во втората Југословенска лига. Во тој период Пелистер за 2-3 години влезе во Супер Југословенската лига. Ние стално некако каскавме. Дали беа во прашање, кажи го, финансиите, јас се сеќам имав еден прекрасен председател, кој што беше и председател на спортското друштво Вардар, Димитар Смугревски. Секогаш имавме добри услови за работа, меѓутоа недоволни за да направиме некој голем успех. По предавањето на председателска палка,
на Циле, сега презимето не Марковски, да, кој што беше еден приватен собственик на една фирма во Скопје, некако добивме повеќе финансиски средства и нормално во таа Југословенска лига секогаш имавме дерби средби со Партизан, со Дубочица, со косовските екипи, со од Скопје Металург, Прилеп, секогаш биле тие дерби утакмици. Меѓутоа една Само за Васко да ти кажам, Да. дека го спомна Циле и тој беше ракометар, играше Точно за така. Југ. Така беше. Се сеќавам на времето и така. Така. И загран за ракометот, затоа влета тука во Ватар и дојдоа резултатите. Кога беше он, кажи го председател, имавме на голема шанса да бидеме членови на таа тогаш Југословенска лига. Имавме последна утакмица во Дубочица, кај што требаше да биде наречено или да победиме. И се сеќавам на таа утакмица дека многу добро бране, мислам дека имавме некако околу 18 одбрани, меѓутоа за жал еден раз ги изгубивме. И да ви кажам најискрено, тоа ми е најболниот почеток во мојата играчка кариера, кој што месец дена не можев да се опорам од тој пораз. Меѓутоа, веќе следната година, кажи го, сакав некој предизвик да играм во таа Југословенска лига. Ме повика председателот на Пелистер, да, и заминав таму. Имавме добра екипа, меѓутоа имавме еден мал пех затоа што требаше да оди во војска Пепи Манасков. Така да имавме добри резултати во таа Југословенска лига, имавме одлични надпревари надвор во тој купот, каде што игравме. Меѓутоа јас потрошив на 3 години, ама не се пронајдов себе си таму, некако во таа средина и после една година заминав во тој клуб. И имаше малце натегање дека не можам да се вратам во Вардар, бидејќи сум квалитетен голман, па морав да заминам надвор од државата. И да не бидеш конкурент. Конкуренција. Во 89-та година заминав во Подгорица, тогаш имаше една екипа Будучност и успеавме без пораз да влеземе во Суперлига, останав уште една година, која освоивме 4-то место во таа Суперлига. И после тие 2 години повторно се зажалив за дома, се вратив во Вардар, Ванчо Јански беше тренер, веќе го беше презел клубот господинот Михајло Михајловски и имавме добри услови за работа и се такмичевме, што најважно, во таа Југословенска лига до 95-та. И каде што се сеќавам само дека еднаш изгубивме од Пролетар Нафтагаз, другото све дома победувавме. Иако беа многу поквалитетни екипи од нас, меѓутоа ние имавме едно такво другарство, таква генерација, така бевме сплотени, се такмичеме во салата во Расадник, која беше една така као пристојна сала, имаше стално публика и ни беше интересно. Нормално, веќе од 95-та година више сакав малце некој поголем предизвик и се случи да отидам. Првата лига беше 92-ра, веќе почна да се распаѓа Југословенска со распадот на државата. Да, ама се такмича, кажи го, црногорските клубови од Србија, така и Црна Гора. Ги немаше Хрватска и Словенија, меѓутоа ги имаше Србија и Македонија, Црна Гора и Косово. Така да беа интересни тие предизвици. Веќе 95-та година заминав во Шпанија, тоа е централна Шпанија, Квенка се вика градот, тоа е близко до Мадрид, 80 километри. Клубот сегаше Баламано Конкенсе, беше тренер таму. Како дојде до заминувањето во Шпанија? Таму дојде заминувањето, тренер беше наш, мислам, тогаш беше наш, нормално, Братислав Обучина, кој што потекна од Белград, кој што беше добар пријател со Ванчо Јановски и они во неврзан разговор му рекол имаш добар голман во Македонија, и он ме повика, така дојде до мојот ангажман таму. Беше едно големо искуство да настапуваш во таа Асобал, прва шпанска лига, каде што Барселона беше неприкосновена, дефинитивно, меѓутоа имаше уште 3-4 екипи кои што многу добро тука беа близко. Беа близко, да. Тоа се, кажи го, Сидо Треал, беа уште 2-3 екипи кои што стварно имаше квалитетни. Ние имавме одличен играчки кадар.
бивши репрезентативци, меѓутоа некако не ни тргна, знаеш, почнеш да губиш и на крај мораш да дојде смена до тренерската смена, дојде некој млад тренер кој што немаше никакво искуство и нормално со нашето искуство по старите играчи почнаме полека да правиме резултати и последна утакмица играме во Гранмелиерс, каде што и настапува Бутулија, Атман, фантастични играчи кои што никој не се надеваше дека ќе победиме, ние победивме и останавме во лига. И после тоа се играше тој плей-аут. Бевме, значи не последни, предпоследни, моравме да играме со некој од првата лига тие што да. Не, прво мораше да играме предпоследниот и тој пред него предпоследниот. Значи мајсторки се игра. Мајсторки, да, тој бараш средби со Атлетико Билбао. И кога отидовме таму, вие шпанците секогаш гледајќи по фудбалот како се плаше кои играат во Билбао, беа уплашени, викам, вие не се плашете, ја ќе бранам. Ние таму две утакмици ги победивме, нормално бевме меѓу најдобрите, по 20 на одбрани имав. И останавме во лига, меѓутоа се случи тоа што се случи, председателот го продаде местото на друга второлигашка екипа, јас можев да заминам од тој тим, отидов во Студијантес. Во Аликанте? Во Аликанте, да, и таму една прекрасна сезона поминав и после тоа веќе се вратив назад. Имаше некој убав проект Металург, каде што отприлика 50% на играчите беа бивши вардарци, кои што игравме заедно и ми се допадна тоа. Која година се случува ова? Тоа се случи 97-98, негде до 2000-та, бев 2 сезони, 3 во Металург и после тоа една година отидов во Туземски комбинат, кај што играме финале на, кажи го, на купот. Имав некоја повреда на коленото, па не можев да го играм финалето, зашто за голема штета, мислам дека ќе освоевме, бидејќи во полуфинале го победивме Пелистер со една изворедна екипа, која играа Зарков, Кирил Лазаров, Марковски и сите други играчи. Меѓутоа, повредата си го направи своето на коленото. Бевме четврти во лигата и потоа заменав повторно во Металург се вратив, па после тоа мој драг пријател, бивши командант Вардар Марко и Миркуловски ме повика, сакаше да имаше млади дечиња кои што играше Симон Филип. Во втора лига влегавме во прва лига и изигравме една сезона, бевме на средина на табелата и последната сезона Ипол игра во Кавадаци кај ВКот. Тоа е Камчев, бивши играч на Тиквеш, кој што исто така втора лига влегав во прва лига. И веќе кога видов дека јас играм со деца кои што можат да ми бидат веќе синови, реков, доста. На 44 години кариерата завршив, тоа е многу долга кариера, 32 години. Добро, за голмани не е многу. Па не, ама еве гледаме сега голмани. Да, веќе и над 50, да, точно така, да, точно така. Па и Штербик не беше млад кога. Па да, еве тука беше веќе 38 години, точно така, да. Имаше доста доживување од тој период на македонска сцена. За Шпанија кажа мајсторка одење на газдата. Така. На друг клуб Аликанте, сега овде дома. Дома беше од 92 до 98, секаде Вардар кај што гостуваше беше дерби. Зашто секогаш игра, ако идеме во Богданци, ако идеме во Битол, ако идеме со Пелистер, ако идеме во Прилеп, секаде беше дерби. Па и Ресен тогаш. И Ресен беше, да, Јафа Промет, исто така и Неготино, и они беа добар тим. Вардар Неготино секогаш. Да, меѓутоа секогаш бефеше борбата меѓу Пелистер и Вардар. За жал, мислам, за среќа нивна, имаа подобра екипа, Пелистер, ние најчесто завршуваме како втори, ама тоа е спортот, некој мора да биде прв, некој мора да биде втор. Така да тие надпревари беа стварно многу убави за гледање. Си играше првенство за дома гости, после тоа си играше плей-оф во две добиени, така да значи играш дома, гости и пак дома или обратно, во зависност од тоа како си пласиран. Така да секогаш тие надпревари предизвикува интерес кај гледачите, па и на телевизија, мислам дека тоа време доста се пренесуваше.
Едно единствено е од тој период кога јас почнав, што ми се допаѓа, мислам дека сега треба да се спроведе училишниот спорт, треба од таму да се црпат талентите за идните генерации, дали во ракометот или во другите спортови. Сега има еден период на прекин на твоето присуство во ракометот, одиш во одбојката. Еве овде имам запишано. Одбојкарски клуб Вардар, жени од 2006 до 2010 подпредседател на клубот. Точно. Сега можеш ли да го напуштиш ракометот заради одбојката и зошто? Па 2004 година, кога условно така се кажува ги закачив патиките на клинец, не можев 3 години да влезам во сала. Сите ми се чудеа зашто е тоа така. Меѓутоа, веројатно зашто таа преголема љубов што имам према спортот, знаев ако отидам во сала да бидам гледач, не ќе можев да бидам гледач, него ќе сакав да влезам да играм. Тоа е тоа. Ова се случи во еден момент кога, бидејќи мојата сопруга, ние сме спортска фамилија, мојата сопруга е бивша одбојкарка, Живка Рулева, сега Царчева, беше една одличен играч, смечер, играше во одбојкарски клуб Работнички долги години, беше и член на репрезентацијата. Имаме една ќерка, Андреја, која исто така уште од мали нозе ја засага одбојката и поради ќерката и ќерките на други пријатели, меѓу нив и на Илчо Коцевски ќерката и на други луѓе, се нафативме да работиме во одбојката, сака мене да ме стават председател. Јас реков не, јас сум ракометар, вие ќе бидете кои што сте одбојкари председатели, ја ќе бидам председател. Спортското искуство што го имаш, ќе го пренесеш да, таму, не мора да си председател. Многу е тешко во Македонија да обезбедиш средства. Знаете дека ние цел живот кобуриме со средства и ден денеска не се доволни средства за развој и за представување на македонскиот спорт. Меѓутоа, во тој период јас имав една убава шанса да спојам две држави. Бидејќи бев во Шпанија, дојдоа луѓе од Шпанија, кој беше хуманитарна организација, од Сарагоса, МПДЛ се викаше организација и они не сакаат да соработуваат со влади, него со некои луѓе кои што биле спортисти, не као амбасадори. И така дојде до една соработка која што траеше скоро 5 години таа соработка, да носиме многу голема помош за деца без родители, за многу домови во Македонија, каде што опремува дали интериери, дали храна, дали облека и така натаму. И ние бевме запрепастени. Не мислевме дека ќе дојде еден камион на 6 месеца, он доаѓа по 5-6 камиона на секој месец. Многу голема помош. Не може да стигнете да расподелите помош. Да, не само тоа, например во болница носевме вакцини некои, оние за примање на, кажи го, шприцови за инфузии, и такви работи. Тоа страшно беше. Мислам дека сумата беше можеби преку 5 милиона евра што има донесено. И тогаш беше градоначалник господин Трифун Костовски, кој што беше председател на Герче Петров, нели? Беше градоначалник и направивме збратимување Сарагоса Скопје. Што е една голема работа. И после тоа председателот на таа организација беше представник на една организација америчка, која што развиваше спорт. И така да преку него почнеме да добиваме донации во опрема, во топки, во се патики. вклопи кој што треба, тамам на време. И парични средства за да може да го развиваме одбојката. И тоа е тоа. Додека ќерка ми играше одбојка, бев заинтересиран за тоа. Нормално, после тоа рече... ракометот... Да, ракометот... Те влече, уште. Да, точно така. Може би ќе оставам уште малце од одбојката, меѓутоа кога дојде господинот Самсоненко, тој ме врати во, кажи го, благодарност голема до него. Тој ме врати во ракометните води, да бидам повторно тренер и така. Од 2013 до 2021 така. Тренер во Вардар, голманите тука, покрај тебе, а и воопшто,
Беше ти задолжен, бидејќи ги знаеше приликите овдешни, па доаѓаат многу играчи од надвор, Точно. да ја создадеш таа потребна симбиоза меѓу нив за да има соработка и да се постигнуваат добри резултати. И се постигна. Ми се чини како тренер тогаш ги доживуваш најубавите мигови во својата кариера, а и овие две топки овде не се залудно донесени да покажат за нешто големо. Ајде сега за годините во 2013 година господин Савсаненко соработуваше со една туристичка агенција Пилот Travel, кај што работи мојата сопруга, и он ја знаеше веќе неколку години, и еден ден дошол, кај не знам работа, ја прашува, вика, бе машти, вика, бивши ракометар голман, да му кажеш да ми се јави. И така се сретнавме, за 5 минути се договоривме. И почна со работа. Да, тој беше веќе председател на, кажи го, на женскиот ракометен клуб. Тренер беше Индира Кастратовиќ, кога јас дојдов, пред тоа беше Магдинчев, Христо Магдинчев. И почна таа тренерска кариера, која што за мене нормално, кога се враќаш на таа прва љубов, даваш се од себе, да. Првата година работев со голманките. После тоа имавме ние втора екипа, кои што беа кадетки, отидовме на некој турнир, не пратија, имавме прекрасни услови, како што мислам дека 5-6 екипи имаат само во Европа. Не пратија, кажи го, на турнир во Макарска, каде што освоивме турнирот, бевме најдобар голман, најдобар стрелец, така натаму. Тоа беше мој прв успех као тренер. После тоа, 2013 во јуни го преземе машкиот тим, беше тренер Зоран Кастатовиќ, сопругот на Индира Кастатовиќ. Меѓутоа, веќе 2014 во јануар, кога се разделија Зоки и, кажи го, Самсоненко, дојде тренер од Шпанија, господин Раул Гонзалес. И јас од женскиот тим пак бев префрлен во машкиот тим, за да му помагам на Гонзалес подобро да се чувствува тука во Скопје. Дека и знаеш шпански, а точно дека знаеш шпански. Интересно ќе биде сега да ни каже соработката со него како ви одеше. Па прекрасно. Резултатите покажуваат оти било се окей. Да, прекрасно. Прво како личност, јас се сеќавам на него дека играше он во Валјадолид, една сезона игравме против него. Прекрасна личност и нормално он се израдува кога виде дека некој зборува шпански. Ја бев со него малте не 24 сата. И почна да го учиш македонски да збора. Точно така. Ја му бев првиот учител за македонски, ја вика мора да ме научиш да знам јазик за да ги разберам играчите што зборуваат. Така на секој патување, на секоја слободна можност, прво со мене учеше, после тоа нормално се зема професор, за да биде и денес кога го зборува македонски јазик, кога комуницираме, он не сега зборува на шпански, сака да зборува на македонски, да се потсети да го обновува јазикот. Така да, јас му реков, викам, ти си овдека донесен, требаше Талан Душебаев да дојде, меѓутоа он е во Полска, ти си овдека донесен да донесеш титула. И он вика, како да донесам титула? Викам, тоа е твоја работа. Тренер си. Тренер си, да, имаше еден систем шпански, меѓутоа, сите го мисля дека тој цело време шпански, меѓутоа имаше и дел од негов систем. Тоа е нормално тој систем што се тренира во Шпанија на времето, дека беше Талан Душебаев тренер во Сиот Реал, кај што направија голем успех. Меѓутоа, страшно беше интересен тој систем кој што ние овдека во сите тренери во Вардар на сите категории моравме да го совладаме и да го работиме и ден-денес го работиме. Благодарејќи на него, уште првата година имавме шанса од тој несреќен. Имаше големи разлики тој систем со ова што го работеа нашите тренери до тогаш? Имаше затоа што се работеше, например, ако ви објаснам сега напад како се работи, вика секогаш прво да имаш добар напад за да имаш добра одбрана. Добро, како? Ставаш, вика, два играча, лев бек и лево крило и еден во одбрана. 2 на 1 решаваат добро, 3 на 2 решаваат, 4 на 3 решаваат, 5 на 4 решаваат. И вика, кога ќе биде добар нападот, тогаш веќе вежбаш одбраната. Тој систем и денеска е добар, затоа што едно е шаблонски да играш, меѓутоа друго е кога играчот треба да одлучи во моментот што треба да направи. Дали да направи финта, дали да скокне да шутне, дали да проигра некој свој соиграч. Значи да одбере најповолна варијанта во тој момент. Така. Меѓутоа, за да одбере таа поволна варијанта, мора тоа да го работи полого време за да биде
изиран тој потек. Дали Тоа го работеше точно така, да. Раул. Да, тоа го работеше и јас многу научив од него, меѓутоа си имав и својата работа. Работев напоредно и во машкиот тим, кажи го со голманите како една легенда Арпаш Тербик, кажи го солидниот голман од Србија, Страхиња Милич, беше тука Малумбрес, шпански голман, беше Диви, Петар Ангелов, така да и во женскиот тим работев, и во машкиот, и работев со сите млади категории. Значи, ја се сеќавам дека негде... Не беше голем напор тоа? Цел ден во сала? Многу голем напор. Веруете дека 2 години или 3, не 3, мислам дека беше, минимум дневно имав 2 тренинга, а вторник и четвртак имав по 4 тренинга. Тоа треба да се издржи. Па веројатно затоа што сум бил спортиста и сум можел да го издржам тоа. Меѓутоа стварно беше напорно, меѓутоа од една страна многу е лесно да бидеш ти тренер, не еден професионалец како Арпаш Тербик или како Диви или така натаму наши голмани. Сија знаат работа. Контролираш. Големината не еден тренер да направиш од ништо нешто. Тоа ми е мене многу драго, затоа што во женскиот тим извадив голманки и репрезентативки, кои што се Драгана Петковска, сега моментално Европско првенство за жени ќе биде Јована Мицевска, таа е моја голманка, значи од 10 години 12 ја тренирав. Од машките голмани Кизич беше младо дете, исто работеше со мене, кој што настапуваше во вториот тим за Вардар, Матеја Серафимовска, која беше од Металург, меѓутоа 2015 година заедно со колегата Симевски работевме во вториот тим на Вардар, кој беше поеќето од генерација 96 година, која имаше одлична екипа. Станав селектор и јас ми станав него помошник и тренер на голмани. Значи, од 2015 до 2021 јас сум во репрезентацијата на Македонија, меѓутоа 3 години бев во женскиот тим, 1 година напоредно со женскиот и машкиот тим, кога дојде селектор господинот Раул Гонзалес, 2017 година. На кадетско екипа исто бев, на младинската екипа на жените и до 2021 учествувавме на 4 големи надпреварувања македонска репрезентација машка, начело со господинот Гонзалес, на 2 првенства бевме, европско и светско, после тоа со мојот колега Данило Брестовац бевме на уште едно европско првенство во Австрија и во последното во Египет. Во меѓувреме бевме и на медитерански игри во Тарагона, Шпанија, така да ги помина сите филтри, почнувајќи од омладински категории до први тимови па и репрезентации.